Соочувајќи се со вртоглав пад на рейтингот и губењето на довербата од граѓаните, власта си најде виновник – медиумите. Ако на почетокот беа миленик, сега се непријател. Од ветувања за транспарентност до дрски одговори. Како одминува времето, така се губи трпението кон новинарите, а слободата на медиумите секојдневно е под знак прашалник. Функционерите неретко одбираат на кое прашање ќе одговорат, ги квалификуваат новинарите и нивните прашања, се однесуваат со подсмев и наместо конкретни одговори, медиумите добиваат само декларативна транспарентност. Дека слободата на медиумите е подкопана покажуваат последните случувања. Минатата недела министерот за економија наместо да одговори на прашања околу цената и набавката на природниот газ, констатираше дека новинарите меѓусебно се договарале за прашања, а се најде и во улога на собственик на прес-центарот, па им кажа на новинарите дека не биле таму за да коментираат, туку да прашуваат. Дали не беше избрзана одлуката да се потпише на месечно ниво договор по фиксна цена од 98 евра, кога на бирза е далеку пониска? Добра соработка најверојатно имате со колегите. Значи ви ги дават нивните прашања што сакат да ги постават. Вие не сте тука повикани да давате коментари, да поставувате прашања. Не толку одамна две национални телевизии беа прогласени за непријатели на албанците. Подвартно киси. Алфа, Телма, Мелма, Чајонг, то, Алфа. Премиерот Ковачевски ја коментираше и уредувачката политика на дел од медиумите, компанија за тргување со енергенси и сектор за комуникации на политичка партија. Новинарските здруженија остро реагираа кога на 4 февруари владина службеничка им држеше лекции на медиумските работници, кој каде да се постави и да снима во црквата Свети Спас. Значи новинарите се за овој акредитирани, ние кажуваме зашто ни треба нашиот снимки. Новинарите се за овој пут. Снимателите се за путот напред. Познавачите се децидни дека медиумите во ниту еден случај не смее да бидат спречени да известуваат. Доколку се работи за настан од висок безбедносен ризик, потребна е поголема координација на секторот за односи со јавност и безбедносните служби. Факт е дека од слободата на медиумите зависи колку брзо ќе се развиеме и колкав степен на демократија ќе има во општеството. Ако некој политичар замислува војна со медиумите, тогаш тој не е достоен да ја врши неговата функција. Недостасува систем кој што никогаш политичките партии и институции не го изградија, не разбирајќи дека од слободата на медиумите зависи колку побрзо ќе се развиеме и колкав степен на демократија и задоволство ќе граѓаните ќе има. Значи, кога се поставува одредено прашање од страна на медиум, тоа не се прави за да прашањето се носи дома или за да се однесе на гости, туку тоа се прави затоа што јавноста интересира. Од друга страна, институциите се платени со парите на граѓаните и тие го представуваат јавниот интерес. Односно, мора да направат се да докажат дека навистина се штити. Така што не мислам дека станува збор за војна, не смее да станува збор за војна, туку или сте во служба на јавноста, тоа значи и на медиумите, или пак вие не сте достојни да вршите таква професија, бидејќи не ја исполнувате улогата во демократија. И покрај тоа што постојано новинарските здруженија, а и Европската унија го осудува односот кон новинарите и тоа што се загрозува слободата на говор, власта никако да ја научи лекцијата и си продолжува по свој терк. Ако не им се допаѓа прашање, нападот е најдобра одбрана.